Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро ни дојдовте. Ново издание на Агроспектар, емисија за едукација на земјоделските производители. Нестабилното време, врнежите од дожд и град продолжуваат и понатаму, а сето тоа сигурно ќе има и негативен одраз врз земјоделските култури. Вечерва ќе ве едуцираме се за лозата, ќе говориме за состојбите во аграрот и секако на старт за времето и одразот врз земјоделството. И вечерва заедно со нас е професор доктор Ристо Лучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на вашата ценета телевизија. И морам да кажам дека она што ние го правиме како иницијатива за оваа едукативна емисија, бидејќи вашата телевизија е од регионален карактер, имаме бројни јавувања од Велешкиот, Кумановскиот, Свети Николскиот дел, Неготинскиот, така да она што го презентираме како импулс од теренот, споено, стручно, практично, секако вреди за секој земјоделски производител. И со тоа даваме несебичен придонес со тие консултации кои ги имаме со лозарите и другите земјоделски производители, е факт кој радува и ќе продолжиме со таков еден принцип и начин на работа да ги луѓето едуцираме да не прскаат без потреба, да не фрлаат ѓубре без потреба, туку тоа да биде смислено. А смислениот пристап подразбира и економски оправдан си. Реков, ќе говориме за времето, а тоа го правиме секогаш на почеток на емисијата, бидејќи времето е еден од главните фактори за земјоделско квалитетно производство. А кога сме кај времето, можеме да кажеме дека имаме изразена нестабилност, врнежи од пороен карактер, меѓутоа имаме и врнежи од град. Како се одразува ваквата временска состојба и што вели долгорочната прогноза? Ќе имаме ли до крај лоша година? Вие добро се сеќавате, бидејќи сте мој водител на емисијата. Ние уште минатата и предминатата недела рековме дека влеговме во оној турбулентен, градобитен, ризичен период. И тоа што го зборевме пред 10 дена, оваа недела која помина и се реализира дел од тоа што еве Неготинскиот регион беше зафатен од таков градобитен облак и причини штети. Срекна е околноста што градот повеќе падна во градот, отколку во кај виновата лоза или кручковите насади што Неготинскиот регион ги има. Но не се тие без штета, бидејќи обемот не е така мал. Кавадаречкиот регион исто така, кога рековме дека влегуваме во едно нестабилно, турбулентно време, се случи да еве во овие денови имаме изненадни формирање на облаци и врнежи од дожд. И тој чин на наша предпоставка не е случаен и гледаме дека се и реализира. И значи оваа година, тоа што го нагласивме на почетокот, дека ние буквално нема да имаме еден подолг летен, пеколен, квалитетен период, него ќе имаме тие временски брзи промени на времето и локални врнежи од дожд и град. Градот, не само во Неготинскиот регион, овие денови треба да го очекуваме и во Кавадаречко. Во Струмичко веќе имавме пред 10 дена, таму имаше во подножието на Огражден големи и текако големи штети од градобитност. И сето тоа ме наведува да ние во една од претходните емисии веќе го покренавме тоа прашање. Кога бевме во Југославија, после тоа и осамостојувањето на Македонија, имавме функционални противградобитни служби, каде што во текот на тој критичен период имаше една следливост на облаците, имаше една организираност по однос на разбивање, уште пред самиот почеток на формирање на облаците. И имавме резултати од тоа. Сега што се случува? Ние тие служби буквално ги немаме, причини има многу, секој од тие поединци што делуваат
да не се формираат такви служби, да не се заштити лозарот, градинарот, овоштарот од тие неповолни временски прилики, го бараат својот интерес. И гледаме сега субвенции ќе се дават за штети од град. Кој добива во тоа? Никој. Се губи производство. Субвенции или дават поволни услови, дават осигурителните куќи каде што се субвенционират да ги надокнадат штетите од град. Тоа се формални работи, непотребни работи. Потребната работа е зголемен физички обем на производството, квалитетно производство со квалитетна, организирана противградобитна служба, која ќе ги следи облаците, ќе ги разбива. Сега имало некои коридори кои минаат овде авионски, па можело да биде штета и така. Тоа е се едно алиби кое не држи. Бидејќи штетите, морам да кажам, бидејќи ја имам состојбата во цела Република Македонија, во сите производни региони, повеќе или помалку сите региони во оној критичен градобитен период, пролетно-летниот, влезот таква е изразена и се поизразена микроклиматската разлика, каде што имаме на повидок брзо стварање на такви градобитни облаци и штетите кои се големи. А тоа нешто за Република Македонија е кобно, бидејќи аграрот како аграр е се што имаме. Ние треба да му посветиме внимание и на таквата виша сила, а тоа може да се спречи со онаа техника што ја имаат ракетите кои ги разбиваат облаците. Само тука треба еден пристап по стручна основа, по економски оправдана основа, затоа што една ракета, јас во свое време работев во институтот, една ракета кошта повеќе од 2-2.500 евра. Но, кога таа успее на одреден регион или локалитет да го разбие тој облак, да нема никаква штета од град, тоа вреди многу повеќе. Но, за таквото нешто треба да размислаат луѓето кои не водат, кои се надлежни за тоа. Имаме хидрометеоролошки центар во Скопје кој е веќе наоружан со тие предвидувања, метеоролошки мапи, низ цела Европа го следат времето и ни дават прогнози чак за одредено време, компјутерски и така натаму. Но за таквите облаци и за таквите состојби, не само за Кавадаречкиот регион, него за цела држава, треба да има еден целосен опфат. Може да не треба да бидат тие стационирани ракетни рампи. Може да бидат подвижни и такви системи сум гледал и во Калифорнија и во други држави, каде што економската оправданост е голема за заштита од градот. Кога го обсервираме времето, јас морам да кажам дека таквото време ќе продолжи, она долгорочна прогноза зборува така. Ние сега ќе имаме неколку дена пеколни, каде што после тоа пак доаѓа до пореметување на времето, врнежи од дожд и град. А градот доаѓа точно поради оние изразени температурни амплитуди. Тие стратоси или кумболонимболисите, кои се носители на такви штетни последици, секако имаме стручни кадри кои треба да се ангажираат, да тимски ја имаат контролата над Република Македонија и да се интервенира на време. Со тоа ќе се подпомогне многу на земјоделските производители. Многу на земјоделието, да ние немаме такви катастрофални штети, каде што после тоа настануваат многу судски спорови со осигурувањата, осигурителни куќи имаме на секој кош. Зошто? Затоа што штетите кои настанаат, после тоа има дилеми, бидејќи сум вешто лице во таа област, има дилеми дали било 5 или 10 на 100. Тоа толку не е важно колку дека штетата е настаната. А ние, од стратешки аспект во оваа едукативна емисија, збориме производителот да биде заштитен од градот, а не од кога градот направи штета, после тоа осигурителната куќа може само да надокнади еден мал дел.
Че подобро е да се спречи, Да се спречи, отколку да се лекуваат лечи. состојбите. А тоа дотолку повеќе е интересно за градинарските култури, може би тоа не значи многу. Дел е пластеничко производство на отворено, што е наредната година има нова култура. Но во лозарството за кавадарци, за овоштарството 2 во години Ресет, се веќе земени. ако имаме јаки напади од град, еве сега ако падне град во кавадарци, да не даде Господ. Виновата лоза е веќе во нагло гоење на гроздот. Ластарот во фаза на зрење, диференцијацијата на папките во фаза на дооформување. Ако сега падне град, автоматски се губи родот за следната година. Затоа што тие оштетување, ако бие градот со поголем интензитет, штетите се големи и тука 2 или 3 години лозарот или овоштарот го губи производството. Затоа зборам дека од стратешки аспект за градобитните служби и станици кои треба да се организираат, оформат, рехабилитираат како некогаш што се работеше, тоа се наметнува како потреба и јас мислам дека ден порано на тоа треба да му се посвети внимание и да биде производителот заштитен од тие временски неприлики. Професоре, ќе проговориме и за она што е актуелно од терен, за состојбите во аграрот. Што е актуелно во градинарството и овоштарството и на што се насочени активностите на градинарите и на овоштарите? Ако ја погледнеме состојбата од производен аспект, производителот е соочен со проблем и борба со времето. Затоа што ве сега куртовската капија, кога заврне дожд, доколку таа не се заштити, таа за неколку дена ќе пламне пламеницата или ќе дојдат вирусите и ќе имаме тапести пиперки и нема род. Тука производителот се бори и тоа убаво се бори со тие временски неприлики. Но уште пожолчна и потешка е борбата кога дојде производот да се откупи. Еве сега јас ќе ви кажам, ние имавме стварно големи временски неприлики при производството на вишњата, при цветењето, при плодообразувањето, имаше врнежи, па монилијата да дојде, луѓето ноќе прскаа. И кога дојде ситуација, минатата недела беше преку 35 денари, може би и повеќе, вишњата. Оваа година таа заврши со 17-15 денари, па и не ја откупуваа. А се збореше дека за вишњата имаме неограничени потреби за такво нешто. Значи, еве, примерно за сливата сега Струмичко. Може да видовте и на јавни гласила, дека Струмичко најмногу одговара и за овоштарство. И сливата за следните 10 години да биде доминантна, бидејќи германците ја сакат целосна количината, бидејќи се стварат квалитетни плодови и сето тоа. Тоа е кажано од трговската сфера, каде што го има својот интерес. Ме разбирате? И сега, од недостатокот на онаа генерална, глобална стратегија за нашиот аграр, што во кој локалитет треба да се произведува, што одговара врз основа на испитувањата на европскиот пазар, ние тука лутаме и трговците тоа ќе се откупува за следните неколку години. А после, тоа е веќе приказна за себе. Значи, од недостатокот на глобалната стратегија за аграрот, на аграрот вистинската форма и место не му се дадени. И вистинската грижа недостасува. Ќе ви кажам, ова недела имаше дебат на една средба со оние луѓе од Валандово за Казандол, борба меѓу производителите кои сакаат Валандовскиот регион да биде со белег, брендиран белег за европскиот пазар со јапонското јаболко, со калинката како бренд, со кивата и смоквите, валандовските смокви, има на големи површини. Имаше средба
како таму ќе се копа, значи ќе се експлоатира рудник, за следните неколку години во Ландовскиот регион ние да го изгубиме. А секоја година од таму 4 до 5.000 тони јапонско јаболко оди на европскиот пазар. Калинката исто така. За Швајцарија оди таа како бренд со добра висока цена. Смоквата исто така. Актинидијата за која ние даваме девизи за увоз. Сите тие работи во Ландовскиот регион ќе бидат минато ако се почне со експлоатација со таа руда. Со оглед на тоа каква не е стратегијата за земјоделството, ништо не и тука не е ништо чудно да се запослат неколку фамилии таму и да почне експлоатација. Истото нешто се случи сега оваа недела во Струмица. Струмица, сите села таму што се во подножието на рудникот, кај што ќе се копа злато, сите села се против тоа. Зошто? За следните 10 години Струмичкиот регион како најголем производител на храна во бивша Југославија и во Македонија и сега е најголем производител. За следните 10 години, ако се дозволи таму рудник, јас само гарантирам дека Струмичкиот регион ќе стане пустелија. Ма ќе биде рударски крај. Да, ќе биде по она сегашна ситуација и клима која ја има, каде што милиони тони од градинарски производи, од лози, од што ли уште не се произведува таму, тоа ќе биде една трагедија за Република Македонија, бидејќи рудникот има свој капацитет, нели? Искористе се и после тоа се затвара. Храната е трајна потреба на луѓе. Секојдневна потреба. И секојдневна. И ние наместо Струмичкиот, Ландовскиот регион, да ги брендираме со наши производи и да ги усмериме кон европскиот пазар, бидејќи таа конзистенција на месо од струмичката домата, што ќе се добие пиперка и така натаму, тоа е реткост. Или тоа што се добива во Валандово, тој медитерански дел таму, и јапонско јаболко, и калинка и така натаму. На тие работи толку незаинтересирано, толку спорадично, едноставно не се размислува. Заради некаков интерес, демек ние ќе имаме голем развој. Да, тоа е една моментална работа, без да свата дека 3, 4, 5 генерации после нас во тој пустош нема да има никој. Како што е случај во Веле сега, ова загадување од една обична фабрика за производство на ѓубрива, што беше, нели? Или вашиот фени, пополечкано сигурно, знаете и сами што прави. Таквото нешто од недостатокот на таа генерална стратегија за Македонија, дека ние сепак со оние услови кои ги имаме, тие 270 светлосни денови, со тој тип на почва, со холанѓани ја сонуваат едноставно. Со условите кои ги имаме, каде што може да имаме точно едно свое специфично производство на квалитетна храна, вклучувајќи органска, да бидеме бренд со стандард гарантиран подобар од Луксембург. Зошто? Храната е основата и најјако оружје во светски размери, тоа ќе дојде ден порано, ќе се види, дека земја која произведува храна ќе биде интересна за сите. Зошто? Затоа што народот мора да јаде, мора да има храна. Без храна е невозможно да се... А ние тоа го имаме, не го почитуваме. И ние зборавме во претходните наши емисии од стратешки аспект. Првокласна земја во Ландовскиот регион се трансформира во градежно земјиште. Тоа се пропусти кои генерациите кои доаѓаат кај нас ќе не осудат. Во продолжение на емисијата, почитувани гледачи, ќе го следите едукативниот дел за лозарите, насловен "Се за виновата лоза". Ќе говори професорот за актуелните работи во овој период, за следливоста и за превземењето на навремени мерки за заштита. Продолжуваме понатаму со виновата лоза. Во континуитетот од прилозите за виновата лоза, овој пат нема да имаме
лабораторијски аспект, туку вистински аспект надвор од лабораторијата или вистински аспект со виновата лоза во природни услови. Ние во овие наши редовни прилози се трудиме да го доловиме онаа вистинско, практично стручно, да го уедноставиме со цел да секој лозар ја свати суштината на овие наши едукации. Сме во првата половина на јули месец. Јули месец кој значи веќе опиплив, виден резултат од успешноста на досегашните фенофази за заштита на виновата лоза. Има производители од Кавадарци, од Гевгелија, од Богданци, од Воландово, од Струмица, Радовиш, Велес, Куманово, Свети Николе, кои изгубија од мало невнимание дел од производството, точно од пламеницата. На повидок со таквите температури е и пепелницата. Гроздовите молци се во една експанзија на мешање на генерациите. Сето тоа не воведува да кажеме од стручно практичен аспект. Будноста, онаа следливост треба да постои. Зошто го збориме тоа? Затоа што таа следливост и будност и навремено превзимање на одредени мерки врз основа на условите води кон успешен резултат. Кога зборавме во претходните емисии за листот како творец на храна, мора да кажеме, еве сега во живо, една вистинска состојба на лисната маса со примената на калциумот и магнезиумот, со фолиарно третирање и со третирање во почвата. Со таквата спојка, со таквата активност, со таквата функционалност на тие два елементи, ние го добиваме онаа суштинското, а тоа е правата боја на листот, зелена, функционална. Тоа е права лабораторија неоштетена од пламеницата, од пепелницата, туку функционира и како резултат на тоа доаѓа она стварање на гроздот и неговото нагло боење. Ние во овие периоди, таа следливост кога имаме, збориме за она глобална промена која ја чувствуваме секојдневно. Што тоа значи? Ние имаме едно видно пореметување на време. Ние сме тек во првата половина на јули месец. Имаме принудна пигментација на гроздјето. Кај многу производители велат, професоре, зрното уште не добило големина, почнува да бистри. Еве ја вистинската состојба. Тоа е една сорта Дунав. Но ние гледаме дека оваа сорта зрното треба да биде во оваа големина. Но ние имаме веќе изразени гроздови каде што ксантофилната форма на зрното, тоа се бојните пигменти, почнуваат со нивното активирање. А тоа нешто, иако што рековме ова е рана сорта, тоа нешто се случува после 20 јуни, јули, и при крајот на јули веќе оваа сорта е целосно црвена. А ние сме сега тек на почетокот на јули месец, 7 јули, ја имаме она суштина по однос на почетокот на прошарокот кај виновата лоза.
На што се должи тоа? Рековме дека во метаболизмот на растението секогаш оптималниот режим на исхрана предизвикува еден континуиран и квалитетен чин на оплодување на зрното, на гроздот, уедначеност на зрната и перманентно квалитетно зрење. Ние овде мора да кажеме дека го имаме оној склоп на зрна, но не е така уедначен, бидејќи имаме и многу ситни, неоплодени зрна, што е резултат на самото време кое во тој период беше многу видоизменето со температурни разлики, со чуда од стресни состојби, при што имаме кај голем број на сорти недоволно плодување, да не се чудат некои производители каде кај кратушијата, посебно во Кавадаречко, нема да имаме добро плодување. Зошто? Затоа што имаме една катастрофална состојба со неколкуте утра кои беа со љута роса, утринските часови, во периодот кога виновата лоза цветаше. А тоа е период кога на лозата и треба еден уедначен температурен период, каде што зрното нормално ќе се оплоди и нормално ќе почне да расте и се развива. Но, како и да е, ние имаме веќе еден успешен, би рекол, слободно, успешен чин на заштита за тоа што имаме фантастичен лист, каде што пламеницата е мислена именка, а тоа е факт кој радува, и тој лист, веруваме до исполнување на гроздот, тој лист има услови, има кондиција да храни. Кои се сега приоритетните работи? Е виновата лоза. Тоа е значајна работа и мораме да ви информираме за тоа. Заштитата во гро случаи кај лозарите, со одредени исклучоци, е квалитетно извршена. Тој континуитет од успешна заштита треба да се следи. Значи, во секој случај, сега треба квалитетна заштита, првенствено, бидејќи на 34 степени температура, пламеницата буквално не може да го обаува својот циклус. До Петровден, тоа е следната недела, заштитата е актуелна. И сега ние не може и не мора да имаме некоја грижа дека може, иако тоа во киселјак форма, при пореметување на времето, при заситеност на влагата над 80%, при врнежи од дожд, пламеницата може да направи чудо. Меѓутоа, во такви услови како што ги имаме сега, многу поголема будност треба да се покаже према пепелницата, која во такви спарни времиња може да предизвика голема штета. А ние, гледате и сами, какво зрно имаме. Кристално, чисто зрно. Тоа е еден убав чин на заштита, каде што ја немаме пепелницата, ги немаме симптомите од пламеницата и сега во тој период, доколку се поремети времето, треба будно следење на третата генерација на гроздовиот молец и во тритисот за одредени сорти, посебно асталски, неминовно е со тие последно или предпоследно прскање да се размислува на ботритицид како депозит кој може да направи голема комплетна заштита на виновата лоза, на зрното, кога евентуално би имале некои напад од гроздовиот молец, тука може да дојдат големи хаварии. Ако имаме ботритицид, ние ќе имаме на еден начин
на квалитетна заштита на виновата лоза и нема да имаме такви проблеми што може да дојдат во овој период. Што е приоритетно, како што рековме, во овој период за виновата лоза? Една од најзначајните работи. Континуитет со гоењето на зрното, континуитетот треба да го ние фокусираме на редовно дотирање на вода и прихранување. Тоа се вика фенофазно прихранување. Што тоа значи? Значи, периодот кога е грозот во таа форма на гоење, неминовен е континуитет од храна со вода. И тука имаме гоење на зрното. Запазувањето на континуитетот, зашто го спомнуваме два пати? Бидејќи континуираното снабдување на вода ќе доведе до нормално, бавно и квалитетно растење на зрната. Ако имаме испуштен момент под полскиот воден капацитет, а потоа одиме со нагли количини на вода, голем дел од одредени сорти се склонни на пукање. Ако има пак одредени инфективни процеси од пепелницата и некротизација на одредени зрнца, тука ќе стане пукање на зрната од посебно од асталските сорти, а ако имаме ние пукање на зрно од кај сорти, тој грост, доколку не се исчисти зрното, ние не можеме да го ставиме во гајба и да го изнесеме на пазар. Пазарот сака здрав, квалитетен грост, добро заштитен грост и грост со уедначени зрна и зголемена шекерност. А таа шекерност, за која минатата недела зборевме, со примената на калциумот и магнезиумот, со примената на фолиарниот третман со калциумот и магнезиумот, ние имаме квалитетен, функционален лист со јаки фотосинтетски активности. Тоа е буквално тоа што го гледате. А кога во лозов насад влеземе и наместо таков лист, гледаме анемичен, жол, хлоротичен лист, таквиот лист е амортизиран на лабораторија. Тој не може да ја храни лозата, да го храни зрното и така натаму. Тоа го збориме бидејќи сега е периодот, гледате и сами, тоа камерата може да го зумира. Гледате и сами, сега е периодот на стварање и диференцијација на папките за наредната година. Еве, тоа е папката, веќе која се диференцира за наредната година. Тоа е стварање на квалитетен ластар. А тој ластар ќе биде добро направен, квалитетно оформен и со диференцијација на папката, кога листот ќе дотира храна, тој лист ќе дотира храна на растението, бидејќи е тоа лабораторијата каде што храната од коренот во непристапна форма доаѓа во листот овде и тука имаме трансформација под фотосинтетските активности, со хлорофилната асимилација, трансформација на храната од непристапна во пристапна форма и како таква пристапна форма таа се транслоцира во сите делови на растението. Доаѓа во зрното да го храни, доаѓа во пупката да диференцира и доаѓа во ластарот да тој ојачува, биде конструктивен со калциумовата компонента и биде иде како зрел квалитетен ластар за наредната година. Тие работи се многу важни и не случајно тоа го збориме, важни за лозарите да ја знаат суштината на таквото делување. Ние кога во една од претходните емисии зборевме континуирана снабденост на растението со вода и хранливи материи. Тоа не случајно ги зборевме оние ирометри кои треба да ја контролираат влагата во почвата.
И ден-два пред доживување на одреден стрес на виновата лоза, од недостаток на влага, тука доаѓа водата која се заситува полскиот воден капацитет и лозата има функционален балансен однос меѓу кореновиот систем кој ја влечи храната и лисната маса која ја прима како непристапна, под фотосинтетската активност ја обработува и дел од неа се трансформира по целиот по сите делови на растението, вклучувајќи да дел од храната, силемниот дел, доаѓа во корен. Значи и коренот прима гостова храна за да расте и се развива, имаме интензивна делба на клетките и растење на влакна, кореновите влакна, кои живеат само по 48 часа, заради тоа што тие се многу брзо амортизираат, влечат храна. А тие ако не добијат од таа храна, тука ќе има застој на нормалниот раст и развој. Тоа е навистина една функционалност. Голем дел од колегите кои ја имаат совладано физиологијата, која знаат физиологијата за сите растителни видови, знаат ја функцијата на коренот, дека таа е прво непристапна храна која доаѓа, знаат ја фино состојбата, што значи хлорофилна асимилација, знаат ја фино состојбата на меристемските клетки кои имат делбен карактер, а тоа се врвните делови, каде што под меотични делби на клетката доаѓа до порасли. И тој ластар, виновата лоза, знае понекогаш во интензивниот пораст за 24 часа да порасне и над 12 сантима. А сето тоа е резултат на активната фотосинтетска активност, активноста на коренот да влечи храна со вода и минерални материи и таквото нешто да биде во функција на еден позитивен резултат, значи добар принос од виновата лоза, уедначени гроздови од виновата лоза, квалитетна, брза шекерност при зрењето на виновата лоза, од кое нешто голем дел од производители имаат проблем. А ние гарантираме со онаа што го збориме, со 2-3-кратна примена на калциумот и магнезиум. Не со било какво друго, него ние што ги имаме тие комбинации, тоа се позитивни комбинации кои итекако позитивно делуваат за квалитетен пораст на гроздот, чим дојде оној максимум што сортата го има за концентрирани киселини, почнува оној процес на трансформација на киселините во шекери, каде што се вклучуваат и оние боени пигменти, во случајот ксантофили, кои ги гледаме веќе, еве, кај одредени сорти почнуваат со оваа црвена боја. Но, таквата црвена боја понекогаш под одредена дисхармонична состојба на растението. Оваа година го имавме тоа на повидок, бидејќи имавме температури и над 40 степени Целзиус. И имаме навистина една дисхармонична состојба, каде што тој стрес што го имаат доживеено младите гроздови, младите зрна, не е на одмена ако тој стрес е во голема форма, да зрното недоволно огоено, ситно, почне со зрејење. Ево имаме тука случај. Имаме тука многу случаи така. Каде што гледаме тоа зрно нема таа големина, него помало почнува со зрејење. Гледате и сами дека еве таквото нешто, таа пигментација, стварање на ксантофилот понекогаш е од таквата дисхармоничност по однос на стварање на пигментација така и виновата лоза. Ние овие прилози и овие сугестии кои ги даваме сега, значи, од сето тоа кажам, што е она актуелно на кое треба да внимаваат лозари.
редовни утрински прегледи. Посебно на оние ниски места каде што залежува роса. Можностите за пепелница се реалност. Можностите за следливост на гроздовиот молец втората генерација веќе, бидејќи имаме целосен сплет од прв до четврт ларвен стадиум. Значи имаме мешање на генерациите, за тоа треба будно следење. Можностите за ботритис при евентуално пореметување на времето, кое е и реалност, треба да ни бидат приоритет. Значи, квалитетот на заштита на виновата лоза сега треба да биде со она, ајде да го кажеме предпоследно, бидејќи до 12 јули, до 15 јули имаме уште некакви можности на временски неприлики, да не дојде состојба да се створи услов за експанзија на развој, дали на пламеницата. Бидејќи кај одредени производители на винова лоза, кај што имаат кои се на по-ниска надморска висина, имаме инфективни процеси на младите листови кај ластарите. Тоа е бидејќи онаа роса са бајле кој се јавува, може да предизвика фантастичен услов на појава на пламеница. Затоа треба будност во овој период. Квалитетна заштита на виновата лоза со системични фунгициди за пламеницата, за пепелницата, за гроздовиот молец и ботритисот. Со тоа не е наодмен лошо да се оди и со фолиарен третман, за кој нешто ние во 3 наврати имаме, за да имаме еден кожаст, квалитетен лист. Тоа го прави калциумот и магнезиумот листот, тоа е прав функционален лист, од кој може да се очекува максимално стварање на асимилати, кои ќе бидат во функција на гоење на гроздот, во функција на диференцијацијата на папките за наредната година и во функција на квалитетен ластар кој ќе созрее. Тој калциумот како елемент е конструктивен во тој ластар и тука ќе имаме навистина фантастични резултати. А ние ќе го привршиме прилогот со следното. Сето тоа кое се случува сега, пример, ние сме секојдневно на терен. Во Кавадарци има одредени локалитети со хлоротични зони кои удират на матичниот субстрат. Во Гевгелиско имаме и до 80% на поединци погината, приносот го изгубиле. Не превзеле навремено мерки. Во Свете Николско исто така имаме проблеми. Кај Кумановскиот дел имаме контакти со луѓе кои го испуштиле правиот момент. Затоа, консултацијата со стручни лица, а ги имаме стручни лица, нека биде приоритет на секој лозар која следи оваа емисија. Како, што и со кои средства треба да изврши квалитетна заштита, бидејќи гро од лозарите до сегашната состојба мора да кажеме дека задоволува. И имаме квалитетни лозари, каде со 3 прскања имаат фантастичен резултат. А има некои кои веќе 6 пати прскали, 6 или 7, за кое нешто нема потреба. Значи, консултацијата со стручното лице нека биде основот за секој земјоделски производител, за секој лозар, како и на кој начин тој да добие квалитетен принос од дали е тоа винска или астарска сорта, не е битно, да добие голем принос и да има сатисфакција дека вложил, но и добил. Што не е секогаш случај кај поедини лозари, каде што малото невнимание или мислејќи воображено дека знаат многу, го губат правиот момент и имаат големи штети. А ние во секој случај со овие прилози даваме една смерница на внимателност како да се дојде до квалитетно. А сме на располагање секогаш во доменот на нашите можности да дадеме несебичен придонес за добивање на квалитетен принос од виновата лоза.
погледнавме и би земјоделците го погледнаа прилогот кој што е посветен за едукација на лозарите. Професоре, за крај краток коментар и порака до земјоделците. Да. Прилогот беше еден од аспект на таа винова лоза која следам, навистина е рана сорта, но не само кај мене, него и кај други производители. Тоа Лукава Даречко може да го видат и Неготинскиот, и Велешкиот регион, Неготинскиот, Светониколскиот. Кај некои сорти почнува поранување со пигментација на зрната. Гледат бистрење на почеток на зрење. Сега, тие температурни шокови кои ги имавме, стресови, по однос на неколку дневни температури од 35-40 степени Целзиусови, обусловија да зрното уште во фаза на порастот го локализира меристемскиот карактер. Значи не порасне она природната сортност колку му е нормална, па да почне трансформацијата на киселини во шекери и да почне пигментацијата со ксантофилите. Него тука имаме почеток на зреење. Тоа е како принудно нешто од ненормалните временски услови. Тоа го видовме во прилогот и нашата препорака сега со примената на калциумот и магнезиумот за кој минатата недела зборевме, сега се наметнува како неминовност во интерес како да се добие квалитетно производство. А проблемите кои ги имаат производителите, на располагање сме да дадеме несебичен придонос во доменот на нашите можности. Благодарам, професори, за учеството во ова издание на Агроспектар. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, на крај ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте наредниот Агроспектар е наредниот четврток на исто време и на исто место. Секој добро.